Почитувани, добро утро, добар ден, за кој како. Градска патрола на град Битола со Тони Апостоловски. Се наоѓам во срцето на црквата, која требаше се вика Сите македонски светители, која е започната со градба во 1996 година. Веќе 28 години каде што се гради овај голем верски црковен објект. Тука е исток, претпоставувам дека тука треба да биде иконостасо и олтарот. Меѓутоа, најодговорно ви тврдам, се додека расчинетиот владика, кој што самиот себе си се нарекува Петар, нема никогаш да ја догради оваа црква. Затоа што за неа треба срце, за неа треба душа, а тоа нашиот Петре го нема. Јован Каревски, тој е од Богомила. Се замонашил некаде на Косово, не знам точно каде. И во 1989 година е расчинет од господин Гаврил. Тоа е оној кој што ја изврши превод на Библијата од српски на македонски во 1981 година. Од тогаш, од 1981 година, Светото писмо, Библијата, е достапно и на македонски јазик. Расчинетиот Јован Каревски, кој што самиот себе си се нарекува владика Петар, беше расчинет со одлука на Синодот на Македонската православна црква заради економски малверзации и нанесување штета на угледот на црквата и така натака. Расчинетиот владика Петар, се додека беше жив господин Гаврил, кој е преседан исто така во православието, затоа што го смена со господин Михаил на живот. А основно канонско правило, кај нас барем кај православните е, дека архиепископот е архиепископ се додека не почини. Доколку е спречен да извршува својата должност, тој треба да постави некој си намесник, кој што ќе врши неговата должност. Меѓутоа, да не навлегуваме во тие нивни канонски работи, било што било, човекот повторно се врати на кормилото на Битолската епархија во 1993 година. Во 1996 година се удрени темелите на овој би требало да биде прекрасен храм. И од тогаш, еве, цели веќе 28 години, полека се крева. Да беше овој храм од муслиманска вероисповед, ќе го направеа за 2-3 години. Меѓутоа, заради општо настанатата состојба во самата православна црква, овој храм се гради полека, еве веќе 28 години. И ви тврдам, ви реков дека има да се гради уште кој знае колку. На влезот во самата црква ќе забележите, аде ќе прошетаме малце, ќе забележите дека има две црквички тука. Двете се затворени со катанци, што е несвојствено за Македонска православна црква. Да, ги затвораат црквите по некои запустени села, за да не се крадат иконите,
Меѓутоа, ова е нешто сосема друго. Еве, како јас да влезам како верник? Црква Свети Лидија, македонска. Како да влезам? Петре, ќе кажиш? Одиме натаму. Ако сакате да купите свеќи, исто е затворено. Влезовите се затворени, тие со катанци. Еве го. Бабачко, катанец. А не повикувате да доаѓаме во црквата, да се молиме, да оставаме пари во црквата. Каде? Кај да оставиме пари? Во која црква да оставиме пари? Ајде, јас сакам да оставам 1000. Кој ќе ме упади каде да оставам овде пари? Ова не знам што е од оздола. Ќе биде ова некогаш. Прекрасен момент. Ајде да видиме, може и овдека потворено е. Ништо. Почитувани, и тука не е отворено. Ќе одиме, ќе вртиме. Дворчево некогаш ќе се среди. Што сакав да кажам? До свештенството во град Битола, за време на вакциналниот период, кога Јован Карески, самопрогласениот Петар, не нарече нас антиваксерите, како што милува да не кажат, само убијци и убијци. Додека тој 3-4 пати се вакцинира, не навлегам колку сака нека се вакцинира, го повика свештенството да се повика на ЕРС. Едноставно да му откажи послушност на народот и чекај, може ова врата отворена, да му откаже едноставно послушност на народот и да излези со нас на улица и да започне една битка за човештвото. Ништо, и тука затворено. Може би некаде ќе најдеме, има уште едно црквиче. Може би таму има да биде отворено. Меѓутоа, мислам дека од ова страна нема да може да нема заградено е. Црквичето од другата страна е него. Ајде да видиме овдека некој влез има. Од тука изгледа се влегва во самата црква. Добро, барем нема пластики. Арно ше е заграден, иначе со шишинова ќе се наполнеш овдека. Овие се некои подземни простори. Може би менза. Не. Ќе свртам од другата страна, ако имам време. Ајде од тука, од озгоре. Излезиме, би требало кај иконостасот, кај олтарот да. Ќе биде ова прекрасен објект, меѓутоа кога? Да се навратиме на ктиторот, на градителот на самиот манастир. Како што ви ветив, ќе одам и до Магарево, да видиме во каква состојба неговата хациенда. Додека за ова ќе говориме покасно. Парите за ова велелепна црква која што треба да биде во 1996 година, 7, не ме држете за збор, беа во ТАТ и ги изеде ТАТ, тие главните пари. Другите пари кои што ги изгуби Македонската православна црква, посебно Преспанско-Пелагониската епархија, ги изгуби во Австралија заради некој си спор со нашинците таму. Изгуби црквата, го изгуби спорот. Не ме држете за збор, меѓутоа мислам дека надмина 2 милиони, дали са долари, австралиски или евра. Најубаво тие си знаат, меѓутоа џабе фрлени пари, со 2,5 милиони ова ќе беше крајната бабачка од црквата. Почитувани,
Предпоставам дека не знаете што значи зборот црква, за оние кои што не се верници. Самиот збор црква, имате црква со Ц големо и црква со Ц мало. Сега моментално се наоѓам во објект со Ц мало. Значи Ц мало е символ за објект, каде што се практикува црковно живење, заедништво во Бога, во Христа и така натаму и така натаму. Додека црква со Ц големо, тоа е веќе прав, вистински, религијски живот во заедништво со Бога, во заедништво со блискиот свој и така натаму и така натаму. Не сакам да навлегувам какви се состојбите во Македонската православна црква. Гледаме дека ниту еден од митрополитите не работи за интересите на Македонската православна црква. Видливо е, мислам, ве гледаме, ало, ве гледаме што правите. Господин Петар, да ве подсетам, вие со Наум и со Јован Дренвицки сте подписници на Нишкиот договор, каде што се подпишавте дека Српската православна црква е мајка на Македонската православна црква. Срамота е јас да ви делам часови по историја, меѓутоа сакам да ви кажам дека Печката патриаршија си го купи томосот од како се викаше таа една таму на црква, сега не ме држете, Антиохиска, не знам, си го купи со пари и немаше благослов од Македонската православна црква Охридска архиепископија, која е прва апостолска црква на Балканот, втора во светот. Чекајте, еве уште едно црквиче, ова изгледа отворено е. Да. Ако се лажиме, па не знам никако се викова црквиче, да ви кажам искрено. Ќе ни кажам некогаш. Значи, Српската православна црква си го купи томосот, мислам дека е, ќе реприме Антиохиската православна црква, додека ние баравме мајки за нашата црква. Баравме мајки, прво да ве подсетам, и кај бугарите, и кај грците, и кај србите, и секаде си баравме мајки на нашата православна македонска црква, иако е најстара црква, посебно на Балканскиот полуостров, кој што некогаш се викаше Македонија. Јован Каревски, ти ветувам, ќе дојдам во Магарево и оддалеку ќе те снимам како си се шепуриш на спратот на тарасата во твојата хациенда. Меѓутоа да те подсетам дека и Силјан Мицевски имаше хациенди и за жал човекот, бидејќи живееше животински живот, не умре, не почина, туку едноставно пцовиса. Еднаш те повикав да ми фрлиш на тема, за да видиш колку ти вреди зборот. Јас во мојот живот со милиметар не сум избегал, не сум застранил од православието. Ги почитувам сите 10 Божи заповеди. Од кога веќе се осознав како православен верник. Имав еден мој покоен стрико, Бог да го опрости, вака велеше: внучко, вас ви ја даде, стано вас ви го даде на црквата. Да, убаво ме слушнавте, вас ви го даде стано на црквата, са некој поп таму живе и на триаголникот. Вака викаше: внучко, јас сум верник, моје да го дадам. Тој ако греши, посебно свештено лице, 2 пати ќе сгреши. Петре, односно Јован Каревски, и милиарда пати да сгрешиш, ти си причинителот за падот на православието во нашата напатена земја, во нашата напатена татковина. Ти си причинителот, не сум јас. Ти си главното лице. Те гледат верниците што правиш. Ги гледат твоите 0,2 тонски попови што прават. И сакате после, ајде са, давајте пари са, црква ќе правиме. Купвајте од нас веки, купвајте ова, купвајте она. Ние го носиме Бог и Христоса во срцето, бре. Шо е она срамота по вашите цркви? Венчање, толку погреб, толку ценовник си имате,
уште да ме натера УЈП фискални сметки, да делите и се ќе биде окей. Ах, татковино, ах, Господе, ова требаше да биде македонско ремек дело. Огромен објект, требаше да биде најголема црква на Балканот. Впрочем, ние македонците сме познати како градители. Јаја Софија, Света Софија е наша. Меѓутоа тоа беа вистински верници и вистински македонци. Ништо, ќе чекаме денот кога ќе се разбудат македонските лавови, македонските верници, кога ќе почнеме вистински да живееме традиционален македонски живот, каде што заедно ќе се почитуваме како браќа, како сестри и така натаму и така натаму. Овде не е крив градоначалникот, овде е узурпиран просторот, даен од општината, претпоставам, на црквата, за да се гради нешто. Меѓутоа, не е руина, меѓутоа е нешто што не било никогаш нити објект, па затоа градската патрола на град Битола ќе го сними и ќе го презентира на пошироката битолска и македонска јавност. А вие, почитувани, размислувајте зошто ни ја држат главата веќе 33 години под земја. Јас имам многу едноставен одговор. Браќа и сестри, ние му дозволивме да ни ја чуваат главата под вода. И се додека не умриме, ќе бидиме под вода, затоа што нас ни недостасува разум, храброст, срце. Нас ни недостасува вистински црковен објект, каде што ќе бидиме во заедништво со Бога. Ви посакувам пријатен ден, се гледаме во друга пригода.